Пред отприлика час и половина Прилеп го зафати силно невреме, имено имаше силен порен дожд, отприлика околу 20 до 25 минути, каде што имаше на неколку места затната канализација и имаше поплавени куќи. На 15 на места во градот и во околината на градот имаше поплави, но за среќа водата се исчисти за 10 минути после порајниот дожд. Ова одамна се нема случајно во Прилеп и околината. Да спомнам дека имаше паднато и гром во населбата Варош, но за среќа немаше повредени, немаше жртви, има материјална штета од незначителен карактер и санирана е таа штета. Екипите од територијалната противпожарна служба излегува на лице место, санирана е таа штета во тој дел на градот, а во овој момент екипите на јавните комунални претпријатија, водовод и канализација и комуналец излезели се на терен и сите овие дефекти ги отстрануваат во овој момент. Да кажам само дека има 5 куќи поплавени, каде ще врши овој одводнување во овој момент. Мислам дека ситуацијата е под контрола, нема некои посериозни оштетувања, посериозни поплави, така да и покрај сето тоа помине сето во негов ред. Екипите од, како што кажав, од јавни комунални претпријатија и од две компании приватни излегува со механизацијата да потенцирам посебно во Тризла-2, каде што во овој момент работат екипите, доколку има потреба и утеќе имаме составено ќе преземеме сите мерки потребни што се потребни за одржување и чистење на Прилеп. Околу на 15 места е затната атмосферската канализација, поплавени се 5 објекти, во овој момент се преземаат сите действија од страна на јавните комунални претпријатија за санирање на штетите. Подготвени екипи имаме и секаде онаму каде што има потреба ќе интервенираме. Очекуваме граѓаните во теков на денов, доколку дополнително ни се јават околу некакви штети кои што настанале заради невремето, да ги пријават, ние сме спремни да интервенираме и да ги санираме штетите. Екипите на јавното комунално претпријатие и комуналија се веќе излезени на терен во централното градско подружје, ги чистат улиците, наноси што имат улиците од ветро, од хартија и други отпаден материјал, значи прво тоа се чисти, потоа со црева ќе се измијат сите улици од наносите, а моментално и се работи во населбата Тризла-2 со механизација, бидејќи таму има поголеми наноси, така да пуштаме механизацијата, пуштаме се екипа на работници, каде што тие наноси во текот на денешниот ден ќе бидат исчистени.